civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Значи, овој закон требаше да биде донесен многу одамна. Заради тоа што проблемот со јавното обвинителство, со несоодветното функционирање, меѓутоа и со изнаоѓањето на модалитет како да се вклопи она што представуваше работење на специјалното јавно обвинителство во регуларниот, во нормалниот, во редовниот систем и структура на јавното обвинителство, може да се предвидат уште порано. Значи, знаевме ние дека ќе дојдеме до оваа ситуација и едноставно требаше во една многу редовна, многу смирена процедура во која што ќе имаше низа од јавни расправи и тоа со различни структури, со суди, со јавни обвинители, посебно со експерти, посебно со граѓанските организации и слично, кои што од различна перспектива ќе го дадеа своето мислење и врз основа на чието мислење ќе можеше да се изгради еден најсоодветен закон. Она што најмалку ни требаше, тоа е да седнат политички партии, посебно председатели на политички партии, да се договараат за законот. Значи, не требаше тој закон да си влези во собраниска процедура, собранието да организира серијал од јавни расправи и врз основа на тоа да биде донесен и најсоодветен закон. Некако кај нас во нашава држава се донесува во последен момент, кога ќе речат, ова мораме да го донесиме. И тоа воопшто не значи дека мора навистина да се донесе, туку едноставно значи дека некој специјално чекал да дојде еден таков момент, специјално ја градел целокупната атмосфера на неопходност и вика, сега или е црно или е бело, немаме каде да мрднеме, меѓутоа тоа е на ниво на политички, да ви кажам, дилетантизам и нема врска со правото, со владењето на правото и со градењето на државата врз основа на вистински демократски основи. Така што јас лично дури и би била на вистина да не се донеси тој закон сега пред изборите, заради тоа што мене ми пречи едноставно тоа поставување на работите како во последен момент. Сега мора, заради тоа што 2,5 години сме спиеле и сега дошол моментот кога ни викаат од страна дека ако не го донесите, нема да можете да влезете, да започне процесот за Европска унија. Така исто се случи и со изборниот законник. Значи, 2,5 години не се спомна воопшто промена на изборниот законник, а сега одеднаш почнаа да се брануваат работите. Така се случува со законите кои што се однесуваат, да речеме, на здравата животна средина и слично, и заштитните механизми. Значи, мораме да научиме дека демократијата е бавен процес. Демократијата бара собирање на мислењата од различни структури. Демократијата бара создавање на решенија кои што ќе траат. Ние правиме адхок решенија, избрзани решенија, моментални, и затоа и не ни траат законите, ни траат 2-3 месеци, па по 2-3 месеци мораме да менуваме и слично. Јас бев дури поборник на тоа да ставиме мораториум на донесување на нови закони, додека не научиме дека еден закон без да биде менуван треба да трае минимум 2 до 3 години и дека процедурата за донесување на нов закон мора да биде минимум 1 до 2 години, а не 1 до 2 месеци или една недела или 2-3 дена. Значи, да, јас лично разбирам дека треба ваков закон, дефинитивно ни треба нов закон, не на ваков начин. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.